Кавадарци некако станува метропола каде што се негува културата и избиднувањата, впрочем, бидејќи имаат низа активности, секое лето, меѓутоа и ова лето ви приредуваат мощни, интересни, забавни содржини и содржини кои како се општо корисни не само за повозрастните, туку најмногу и за помладата популација. Затоа денеска во утро ја повикавме директорката на Домот на културата Иван Мазов Климе, госпоѓа Јулијана Ториманџова, со која ќе поразговараме и детално ќе ве информираме за се она што ќе следува ова лето. Јулијана, добре ни дојде во утро. Добро утро на сите гледачи на телевизија КТВ. Мило ми е што секогаш си тука кога ќе те повикаме со цел да ги запознаеме нашите гледачи што се ќе ни понудите на репертоарот и оваа година, ова лето кога не очекуваат и жешките денови. Значи, како и минатата година, оваа година со уште поголемо темпо почнуваме со Кавадаречко културно лето. Кавадаречко културно лето оваа година ќе започне на 17 јуни, тоа е идниот понеделник, па сте до 15 август. Значи цели 2 месеца ќе имаме култура, игри, пеење, музика и сите дејности што следуваат во Кавадаречко културно лето. Така, но ајде малце да се навратиме, затоа што веќе ни е започнат од денеска, предпоставувам, така беше, почнува и фестивалот на театри. Денеска започнува македонскиот детски фестивал Аситеш. Значи, за прв пат во Кавадарци, под иницијатива на Сдружение Аситеш, се одржува фестивал на детски театарски представи. Ние сме домаќини и се надевам дека ќе излеземе добри домаќини. Вечерва во 19 часот започнуваме со театарската представа за деца и младинци Убавицата и Зверот на театар Дом на култура Иван Мазов Климе во режија на Мекица Илова. Веднаш потоа, утре, имаме представа Книголандија од театар Штип во 12 часот, а во недела имаме 2 театарски представи. Едната ни е во 12 часот на гости кај Кате и Фреда и вечерта имаме театарска представа 8%. Оваа представа е за лица со попреченост. Во понеделник ни гостува театар за деца и младинци од Скопје со представата Тоби, исто така во 12 часот, и во вторник имаме Свадби на животни и нешта, тоа е театарска представа на Сенки од театар Скопје. Значи убави содржини, поготово за децата, да може деца, да се релаксираат. ги покануваме, цела публика во Кавадарци, сепак и може да дојдат и младинци и возрастни, да ги проследат овие кои сте ретка можност да бидат гости во нашиот град. Така е, место да одат во другите градови, сега имаат прилика да видат нешто можеби поразлично, нешто што можеби ќе ги мотивира, ќе ги инспирира, можеби ќе се пронедат делот во представите. Па се надевам дека станува збор за професионални представи, од професионални театри доаѓаат и дека ќе бидат доста добри за нашата публика. Така е. Ајде сега да начнеме за културното лето. Кавадаречко културно лето оваа година е под друго мото, насловот се вика Кавадаречки стрит фест. Значи, со тоа што оваа година ќе офече од сите дејности. Од дејности на ликовната дејност, музичката дејност, драмската дејност, исто така ќе имаме стрит баскет фестивал, ќе имаме гроздоберче, балетски студија, концерти на балетските студија и така натаму и така натаму. Овака јас ќе си кажам за делот на Домот на културата, што ќе учествува во Кавадаречко културно лето. Ние започнуваме со наш проект. Значи, на 17 јуни имаме отворење на Кавадаречко културно лето на градскиот плоштад. Во 19 часот ќе биде отварањето и започнуваме со проектот Недела на македонско-српска култура. Значи, овој проект за прв пат се одржува во Кавадарци, со тоа што Општина Ковин и Општина Кавадарци се збратимени општини и дојдовме на идеја да го направиме овој проект се со цел да се доближиме што подобро двете општини, да имаме одлична соработка и заедничка реализација на овие проекти. Започнуваме со изложба
Тврдини и стари градови на територијата на Србија, автор Светлана Дингарац од Белград. Значи, првенке имаме отварање на изложба на фотографии, а веднаш потоа имаме концерт на музичкото друштво Ковински бекари, тамбурашки оркестар од Ковин. Заедно со нашиот оркестар, традицијски, од Основното музичко-балетско училиште Лазовница Фрале, под менторство на професор Горан Јанев и професор Даниела Маџункова Планкова. Значи, сето тоа ќе биде во понеделник на 17. Веднаш потоа, во вторник, имаме театарска представа кај нас во Домот на културата, Не се клади на енглески. Значи, повторно ќе ја поставите. Да, повторно ќе ја поставиме во режија на Диме Коцевски. Ги поканувам исто така сите љубители на театарот да дојдат, да ги видат старата екипа, што ќе глуми во Не се клади на енглески. Доста интересна, тие што немаат гледано. Во среда на 19 имаме концерт на бенд од Кавадарци, Пере и Пепи, со музика од XU простори и читање на поезија од српски автори и македонски автори. Во четврток на 20 јуни имаме гости од Ковин. Театарска представа Болва в уво. Они што ја викаат буба у ухо. При аматерскиот театар на Центар за култура од Ковин. Значи, тоа ќе биде во сала на Дом на култура од 20 часот. И на 21 во петок имаме концерт на фолклорни друштва. Тука не настапува културно-уметничкото друштво Паја Маргановиќ од Дели Блата, општина Ковин, и нашиот амбасадор, фолклорниот ансамбл Тиквеш, сето тоа на градскиот плоштад со почеток од 20 часот. Значи, тоа е цела недела на македонско-српска култура. Одлично, значи ете, поблиску ќе ги запознаеме и нивните, значи, стилови на музика и сето нивните обичаи, да, и култура. И ред други работи, и содржините, како што можам да забележам, се од за најмал па до највозрастен. Ги покануваме сите љубители да дојдат и да не гледаат. Да. Потоа продолжуваме со други настани во склоп на Кавадаречко културно лето. Ке имаме во Домот на културата отварање на изложби, а тука сакам да ги најавам нашите кавадаречки фолклорни средби, кои ќе се одвиваат во деновите 4, 5 и 6 јули. Тоа е четврток, петок и сабота, каде што ќе имаме вечер на фолклор. Значи, во четвртокот ќе имаме гости од Турција и од Словачка, фолклорни ансамбли. Во петокот предвидено е да настапат фолклорни ансамбли од Македонија, а веќе гости во сабота ќе ни бидат фолклорниот ансамбл од Мало Црниче, Република Србија, и фолклорен ансамбл од Рожеје, Република Црна Гора. Одлично. Значи, не само од Србија, него ќе имаме и да. Турција, и од Црна Гора. Турција, Црна Гора, Словачка, па и сите наши македонски 5-6 фолклорни ансамбли ќе има од Македонија, тоа ќе биде во петокот. Сето тоа ќе биде на градскиот плоштад. Овие кавадаречки фолклорни средби се одржуваат по четврти пат, традиционално и секоја година имаме поголем избор на фолклорни ансамбли, гости кои што ќе бидат кај нас. Добро пречекани, сместени и добро прифатени. Прошетани, да. И секако ќе ги видат со нашата култура, убавините на Кавадарци. Да. Сето тоа ќе биде. Понатаму следува театарска представа од Демир Капија. Ќе имаме гости, ќе имаме исто така мини ликовна колонија, ќе имаме арт рок хепенинг, кој што исто така ќе биде на градскиот плоштад. Што друго тука да споменам? Имаме и бабини игри, пантомима, сето тоа Микица Илова ќе биде задолжена за тоа, и Саша Орешков, моите колеги. Од останатите настани можам само да ви спомнам неколку што ќе се одвиваат во склоп на Кавадаречко културно лето. Имаме неколку промоции на книги. Тука се исто така треба да спомнам вклучени и останатите културни институции, библиотека Феткин, Винскиот музеј, музејот, локален музеј на град Кавадарци, вклучени се Агенцијата за млади и спорт, младина и спорт, како беше? Да, млади и спорт. Да, со одржувањето на стрит баскет фестивалот.
Ќе се представат исто така на градскиот плоштад и балетските студија Венус, модерното балетско студио Старс, Гроздоберче исто така ќе има свој настап, па се до децата ќе имаме исто и фолклорен настап на децата и лицата со попреченост од посебната паралелка од основното училиште Страшо Пинџур. Така да мислам дека одлично, значи сите се опфатени, содржини за сечи и вкус. И секој кој сака, значи, ете да излезе обично. Секоја вечер може да дојде на градскиот плоштад, да ужива. Од најмалите па до највозрастните, да се дружиме, да биде градот весел, исполнет со музика и со па и онака сега ќе фати нели летото, распуст се, децата би требало да дојдат да ги следат сите содржини, да не седат пред телевизорите и компјутерите и телефоните, со цел ем да се едуцираат, ем да поминат време под отворено небо. Се надевам дека времето ќе ве послужи сите денови, дека па се надевам на овие летни жешки горештини дека ќе се разладат на градскиот плоштад. Да, дури градов ќе биде полн, ќе се вратат и тие што се во странство за своите летни одмори, да го видат Кавадарци. Ќе има и роднини пријатели кои ќе дојдат на поседок во Кавадарци, така да ќе биде доста раздвижено и многу гости се разбира. Значи секоја пофалба за сето ова што го организирате, веќе колку години поред се организира? Па Кавадаречко културно лето е 3-та година поред. Првата година имаше локација во Моклиште, но таму малку беше не добро прифатено, не подостапно, и минатата година беше на градскиот плоштад, беше доста добро, раздвижено, ведро, така и затоа и оваа година. Не дека нема да има, ќе има исто така и во Моклиште, тука ќе се одржува вториот фестивал на чалги, ќе има збиднување и на малото паркче наспроти полицијата, но главните настани ќе бидат на градскиот плоштад. Така. Останува да ги поканиме нашите гледачи. Да покануваме сите да доаѓаат, да проследат култура, музика. Да. И ете, доколку нели сака да се информираат за деталите во делот на содржините, дека можат да секоја недела ќе биде објавувана програмата за тековната недела. Ете така на социјалните мрежи, на социјалните мрежи, така да мислам дека ќе биде се достапно. Ако немате што да правите, слободно погледнете на социјалните мрежи Дом на култура Ива Мазов Климе и ќе видите што тековно следува и секако ќе присуствувате на нешто многу убаво, некои работи и не сте ги виделе, прв пат ќе ги видите, ќе ги доживеете. Впрочем и тоа е убавината, се собираат нови искуства и нови доживувања. Секако, ви благодарам што бевте дел од утро. Благодарам и вас, секогаш не ни е достапни за вас во секој момент, така да мислам дека па и ние се трудиме да доловиме публиката на телевизија КТВ. И ние се трудиме да доловиме се со целете. Тоа сето го правиме за нашите и вашите гледачи, бидејќи и ви имате гледачи, меѓутоа од друг агол. Така да се со цел граѓаните да ни бидат задоволни, информирани и се остават. Јас уште еднаш сакам да ги поканам за нашиот фестивал кој што на детски театарски представи кој што започнува од вечер и ќе трае се до вторник. Ете така. Слушнавте и кои представи ќе бидат и што се ќе има, какви содржини и какви гости, какви доживувања, особено за најмладите. Треба секое детенце да го разбере театарот, Домот на културата како едно ново искуство, ново доживување. Како ќе се одвиваат понатаму вашите животни приказни, многу зависи од културата и од културните настани, затоа посетувајте го што можете повеќе.